Помина речиси неполна година откако на 27 јули 2025 Господово лето, на денот на осветувањето на припратата на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител, направив документарен запис, кога начелно се договоривме со Илјо Пренцовски, првиот меѓу еднаквите членови на црковно-манастирскиот одбор на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител, манастирот во ведение во храм на Пресвета Богородица и манастирот Свети Климент Охридски, да направам документарен запис и за осветувањето, воедно и на поставувањето на новиот крст на соборната Мислешевска црква Свети Јован Крстител. Почитувани мои, на сам ден на православниот празник Свети Атанасиј Зимен, ова 2026 Господово лето, го седов телефонот, го пронајдов телефонскиот број во мојот аваџиски тептор на Илјо Пренцовски, зазвонив. Не пооде долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. Добар ден, Илјо од село Мислешево ми треба. Новинарот Зоран го бара, проговори преку апаратот. Добар ден, овдека Илјо Пренцовски од село Мислешево. Зоране, ти ли си? Го слушнав гласот на Илјота од другата страна на телефонската линија. Јас сум, му одговорив. Како си ми, Зоране? Ме праша. Добар сум, му реков. Илјо, дали може нешто да те прашам? Прозморив преку телефонскиот апарат. Може, како не може, бре Зоране, за тебе секогаш може и кога не може, шеговито одговори Илјо Пренцовски, исто така преку телефонскиот апарат. Што сторивте со поставувањето и осветувањето на новиот крст за вашата соборна црква Свети Јован Крстител, кога планирате таа добрина да ја направите? Го прашав. Абре Зоране, абре стар пријателе, абре мачна душо, гледаш како сполајмо на Господа, сполајмо и на Свети Атанасиј Зимен, пак не ујди се, со Господ напред, поставувањето и осветувањето на новиот крст на нашата соборна црква Свети Јован Крстител го планираме на 15 март, на сам ден на празникот Крстопоклона недела, ова 2026 Господово лето, каде што со утринската литургија во чест на осветувањето и поставувањето на новиот крст на нашата црква Свети Јован Крстител, ќе чиноначалствува митрополитот Дебарско-Кичевски Георги, заедно во сослужителство на делот свештениците на Струшката епархија, заедно со соборскиот народ. Зоране, ете сега знаеш и Бога ми да се знаеш, аманетот што си го дадовме кога се осветуваше тремот на нашата соборна црква, аманетот што си го дадовме пред Свети Јован Крстител, да си го исполниме, го рече Илјо Пренцовски. Кажи им на твоите соселани дека на 15 март, на самиот ден на Крстопоклона недела, ова 26 Господово лето, на денот на поставувањето и осветувањето на новиот крст на соборната црква Свети Јован Крстител, ќе дојдам во Мислешево, го порачав. Ќе им кажам, те чекаме одамна сите, те чекаме, сите ќе знаат. Голем мерак ми направи Зоране, мощен голем мерак, ќе им кажам уште сега, со радост ми одговори. На пат за Мислешево од Скопската автобуска станица тргнав со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓа во 5 часот и 30 на минути и поречиси неполни 2 часа и 30 на минути стасав во Мислешево, каде што во црковниот двор на црквата Свети Јован Крстител ме пречека Илјо Пренцовски заедно со неговите соселани,
кои ги привршуваа подготовките за осветувањето, воедно и за поставувањето на новиот крст на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител, заедно со еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, кој беше дојден во нова истражувачка мисија во Струшкава регија. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 20 години овдека патувам низ Струшкава регија. Поточно речено, патувам тука во Струшкава регија покрај Струшкото крајбрежје. Помина, речиси, 5-6 месеци, 2025-то господово лето, кога последен пат го посетив селото Мислешево, каде што присуствував тука, поточно речено продукцијата Маријов филм, присуствуваше тука на осветувањето на припратата со која чиноначалствуваше митрополитот Кичевски Охридски, господин Георги, заедно со свештениците од Стручкото црковно наместништво, и како што напоменав, не пооде долго време, повторно се слуштавме со мојот пријател, со првиот меѓу еднаквите членови на црковниот манастирскиот одбор овде во селото Мислешево, овдека познат по името Илјо, да наминам тука во селото Мислешево. Еве, ова 2026 господово лето на 15 март, каде што повторно тука ќе имаме едно ново овој осветување, овој пат на камбанаријата, која што ова камбанарија е стара заедно со оваа црква, меѓутоа ете мештаните до ова село ја реновира, ја вообновија, каде што и денеска тоа осветување ќе се изврши од митрополитот Кичевско-Охридски, господин Георги, заедно со свештениците од Стручкото црковно наместништво, а се разбира во присуство на соборскиот народ. Полна ми е душата, почитувани мои, што ете овдека сум во селото Мислешево, а многумина ми вела Зора некако да си домароден. Па како нема да бидиш и како нема да се чувствуваш домародно кога имаш ова што се вика мештани, кој што се по душа, што се вели секој гостин го примаат, и да бидам искрен, и пак ќе наповно полна ми е душата кога ми вика дека сум како да сум домароден, а ете сето ова, почитувани мои, што ќе го снимиме, сето ова што ќе го направиме од ова осветување, ќе го преточиме во нова документарна репортажа. Почитувани мои, утринските сончеви зраци милувајќи ја селската црква Свети Јован Крстител во селото Мислешево, ја навестуваа празничната атмосфера, каде што, како од селото, така и од неговите соседни села, како бисер гердан се зареди народ во правец на црковниот двор, каде што набрзо пристигна неговото високо преподобие митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија, господин Георги, заедно со дел од свештениците на Струшкото црковно наместништво. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис од утринското богослужение, кое се одржа во чест на осветувањето и поставувањето на новиот крст на црквата Свети Јован Крстител, со кое чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Струшкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител, и документарниот запис од богослужението со кое чиноначалствуваше неговото високо преподобие митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија, господин Георги, во сослужение со делот свештениците на Струшкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кое се одржа во црковниот двор на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител, во чест на осветувањето и поставувањето на новиот крст на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител, предлагам да ги проследите досегашните историографски сознанија
за духовното живење не само на мештаните од селото Мислешово, туку ширум Охридско-Струшкова регија, на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата на Риово филм, професорот Драгослав Минушки, во продолжение на оваа репортажа. Посебно место меѓу изворите на христијанската вера е одвоено за житијата на светиите. Под ова име се подразбираат делата од духовната литература во кои се собрани и опишани животите на светите личности, нивното прославување од страна на Бога, како и настаните чии што спомен црквата ги празнува, иако повеќе од сигурно е дека на соборот на светиите му припаѓаат и оние чии што животи не се запишани. Житијата на светиите, според зборовите на отец Јустин Попович, го представуваат животот на Господ Христос, кој се повторува во животите на светиите, бидејќи црквата и се во неа го одразува животот на Господ Исус Христос. Светиите длабоко во себе го врежале Христовиот лик и христијанскиот начин на живот, поради што верните во црквата ги доживуваат како вистински сведоци на вистинската вера. Господ Христос преку апостолите ги повикал сите верни да бидат свети, велејќи: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Секој кој вистински верува, се поистоветува со Христа и станува свет и семојчен, така што може со апостолот Павле да рече: се можам во Христа Исуса кој ми дава сила. И навистина, светите апостоли правеле величествени дела со силата што им ја подарил Господ. Воскреснувале мртви, исцелувале со својата сенка или убрус. Така, тие на дело ги исполниле Христовите зборови: вистина ви велам, кој верува во мене, делата што ги правам јас, ќе ги прави и тој, и поголеми од овие ќе прави. Образецот на поистоветување со Христа го наоѓаме во зборовите на апостол Павле: не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Животите на светите апостоли и на првите христијани се опишани во делата апостолски. Евангелистот Лука ги изнел подвизите и страдањата на првите ученици на Спасителот и на останатите негови следбеници. Делата на светите апостоли се продолжение на животот и делото на Господ Христос, и тие со посредство на Духот Свет се пренесуваат на верниците во црквата. Житијата пак на светиите се своевидно продолжение на делата апостолски, бидејќи покажуваат личности чии што живот е исполнет со вистинска вера во Господа Христа, во Света Троица, во црквата и светите тајни. Светиите меѓусебно се разликуваат според личните дарови и придонесот кон живото предание на црквата. Пророци се оние свети Божји луѓе кои живееле во времето пред Христовото овоплотување. Тие, на избраниот народ Божји, му го прорекувале доаѓањето на Синот Божји на земјата и други настани од неговиот живот, како и од животот на црквата. Апостоли се учениците Христови и непосредните сведоци на неговиот живот и божествените дела. Овде е важно да се спомне дека на апостол Павле, кој не бил следбеник Христов, за време на неговиот живот, Господ му дал на апостолство, јавувајќи му се на патот за Дамаск. Бидејќи апостоли можеле да бидат само оние кои го виделе Господа, јавувањето на Спасителот на дотогаш ревносниот гонител на христијаните бил настан кој го означил почетокот на неговото апостолско сведочење. Меѓу апостолите посебно место завземаат евангелистите Матеј, Марко, Лука и Јован,
кои ги запишале најважните настани од Христовиот живот, зашто, како што вели апостолот и евангелист Јован, а има и многу други работи што ги направи Исус, кои, ако би се запишале, не би можеле да се соберат во целиот свет напишаните книги. Во сведочењето на верата во раната црква, голема улога имале мачениците. Според зборовите на Тертулијан, нивната крв била семе за нови христијани. Мачениците достигнале највисок степен на љубов кон Христа, жртвувајќи го сопствениот живот од верност кон Него. Тие се и најслични на Господа Христа, кој самиот бил маченик и образец на мачеништвото. Прв кој пострадал за верата бил свети архиџакон Стефан. Тој во часот на смртта покажал љубов кон оние кои го каменувале велејќи: Господи, не земаим го ова за грев, и одлика на сите маченици е што страдале без омраза кон своите убици, поддржувајќи го Господа на крстот, кој му се молел на Отецот за безумните евреи: Отче, прости им, не знаат што прават. Од првите векови постојат записи со подробни описи на страдањата на мачениците, познати под името маченички податоци. Овие записи во раната црква биле читани на црковните собори веднаш по Светото писмо. Картагинскиот собор од 418 година усвоил и правило тие задолжително да се читаат и на богослужбите во деновите на славењето на светите маченици. Покрај мачеништвото, во црквата постојат и други видови на сведочење на вистинската вера. Свети Кипријан Картагински му пишувал на своето свештенство посебно да ги помнат деновите кога се упокоиле исповедниците на верата Христова, за да може целата црква да го слави нивниот спомен, заедно со споменот на мачениците. Исповедниците во клучните настани од животот на црквата го исповедале нејзиното вистинско учење и ја бранеле црквата од соблазната на разните ереси. Голем исповедник меѓу светиите е свети Максим исповедник. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис од утринското богослужение со кое чиноначасуваше парохискиот свештеник од Струшкото црковно наместништво заедно со соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осветувањето и поставувањето на новиот крст на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител и документарниот запис од богослужението со кое чиноначалствуваше неговото високо преподобие, митрополитот на Деварско-Кичевската епархија, господин Георги, во сослужение со делот свештениците на Струшкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кое се одржа во црковниот двор на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител, во чест на осветувањето и поставувањето на новиот крст на Мислешевскиот соборен храм Свети Јован Крстител, предлагам да ги проследите досегашните мои сознанија како за Мислешевската соборна црква, црковната припрата и за црковниот крст, поточно речено, како за сегашниот, така и за ново изработениот во продолжение на оваа репортажа. Црквата Свети Јован Крстител се наоѓа во средината на селото. Таа е соборна црква. Оваа црква е многу стара црква. Според црковно-историографските записи, незината првична градба представува ранохристијанска базилика. Се претпоставува дека незината градба датира од крајот на 9 век со самото доаѓање на Свети Климент Охридски на овие простори, за да првичниот средновековен изглед го добива за време на царот Душан во првата половина на 14 век. Изградена е на култно место каде што се наоѓала помала градба.
За тоа говорат двата фрагменти кои потекнуваат од првата половина на 14. век и престолните икони на иконостасот кои се исто така од 14. век. Патрони празник на црквата е Свети Јован Посен, меѓу православната екумена попознат како оплакувањето на главата на Свети Јован Крстител. Црквата Свети Јован Крстител е реобновена во 1898 година, а вообновена во 1903 година, чиј ктитор е Ристе од родот на Премтовци, а осветена е во 1905 година на сам ден на празникот Руса среда, а за тоа говори надписот на западниот зид. Приложенија Господова негова Петруша и брат Имија Панде Наумовога и синови Коцарета из Охрида со подрогома и чада рада иже за благодарају за здравје и за вечниога спомена на помошнега Амин упомонега Наума и Стефана Бог да ги прости изроки Сарафима исто из Охрида 1898 27 августа. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбениот период во Македонија со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината градба е од претежно камен и обработени мермерни камени блокови на врзивните зидови и печена опека меѓусебно поврзана со варов малтер и метални затеги до кровната конструкција. Кровната конструкција е изработена од брестово дрво на две води обложен со герамиди. На западната страна од црквата доградена е камбанаријата во грко-патријашиски стил, од каде се влегува во нартексот. Над вратата постои длабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Свети Јован Крстител. Наосот на црквата е едноброден со галерија. Заради просторноста на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со дотатоци на композиции што се типични за периодот од 19. век. Надзидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци, централниот и страничните травеи обоени се со светлосна боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот травеј насликани се златни звезди. Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со представата на Исус Христос Содржител. На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида која е полукружна од натрешната, а седмострана од надворешната страна. Од двете страни на апсидата изведени се две полукружни ниши со полукружни основи. Покрај северниот и јужниот зид во наосот поставени се дрвени седишта за верниците, но и во меѓупросторот на колонадите на север и југ. Помеѓу колонадата на југ поставен е владичкиот престол, изработен од багремово дрво и насликан со цветни мотиви, а во внатрешноста поставена икона на Исус Христос на престол. Помеѓу колонадата на север поставен е амвонот, кој е насликан со цветни мотиви. Во северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композиции од животот на Исус Христос во втората и третата зона. Од јужната страна на наосот во првата зона и втората зона од исток кон запад представени се свети воини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот висок иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор и е украсен со икони.
Во долната зона на иконостасот централно поставени се царските двери со представата на Благовештение, а лево и десно распоредени се по 4 китабиња. Во првата зона и зоната каде се поставени престолните икони се наоѓа врата што води кон протезисот, а на вратата што води кон джаконикот насликан е Свети Спиридон. Престолните икони кои се во втората зона се со голема димензија и наредени се од север кон југ по следниот редослед: Света Недела, Свети Три Херархии, Свети Никола, Богородица со Исус Христос, Исус Христос Содржател, Свети Јован Претеча и други светители. Кон југ и кон север до ширината на иконостасот поставени се 12 апостолски икони. Централно на врвот на иконостасот поставен е така наречен голем крст или змијски крст на постоје од 2 ламињи и 2 помали пропратни икони. Во олтарниот простор во апсидата насликана е Богородица Орната и Исус Христос Емануил, поставен во кружна мандрола на градите на Богородица. Во долната зона представена е композицијата Поклонувањето на светите архиереи, а во продолжение на север и на југ, на источниот зид представени се светите џакони, Стефан, Роман, Мелот и Кирил и други светители. Во олтарниот простор представени се светите без сребреници, Кузман и Дамјан, Свети Амнос, Свети Пантелеймон и композиции во горните зони од животот на Богородица и Света Новозаветна Троица. Немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Во галеријата всликани се северните и јужните зидни површини. Насликани се представи композиции претежно од Новиот Завет, Стариот Завет, празниците и страдањата Христови, светите воини и маченици. На источниот зид на фреско живописот е запишано: живописот е дел од назографите Теодосије и неговиот син Борис Коловски, а долниот дел од фреските се обновени од доброволните прилози на селаните од селото Мислешево во време на црковниот одбор, председател свештеник Слободан Шуменковски, членови Јован Прентовски, Разме Дамјановски, Васе Муртиновски, Устинијан Шулевски и Мојсие Мартиновски. Црковната припрата почната е во градба во 2023 година, а завршена е во 2025 година. Изградена е на западната страна, каде што зафаќа мали делови на црковниот зид од северната и црковниот зид на јужната страна. Градбата на црковната припрата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија, со неколку полукружни капители, чии зидни површини делумно се зографисани. Основата на градежниот материјал за незината изградба претежно е од обработен камен, меѓусебно поврзани со варов малтер и армирано бетонски затеги до кровната конструкција. Кровната конструкција на апсидалниот дел и колонелите е изработена од брестово дрво на 2 води обложена со керамиди. Новиот црковен крст, кој ќе го замени речиси 100-годишниот крст, кој воедно е нераскинлив дел од многовековното постоење на Мислешевското светилиште, че си го заземе заслуженото место меѓу многовековните црковни реликвии, е изработен во согласност на Илјо Пренцовски, првиот меѓу еднаквите членови на црковно-манастирскиот одбор на Мислешевската црква Свети Јован Крстител, манастирот Воведение во храм на Пресвета Богородица и манастирот Свети Климент Охридски, заедно со другите членови на црковно-манастирскиот одбор на Мислешевската црква Свети Јован Крстител, манастирот Воведение во храм на Пресвета Богородица и манастирот Свети Климент Охридски, Александар Пренцовски, Злате
Лабовски, Климче Мартиновски и епитропите Богоја Глигоровски и Ристе Рајчиновски. По идеја и нацрт на мислешеецот Даниел Шуковски, додека пак изработката на новиот крст на црквата Свети Јован Крстител е од страна на фирмата Данкон и донаторот Јован Шуковски. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис од богослужението со кое чиноначествуваше неговото високо преподобие митрополитот на Деварско-Кичевската епархија, господин Георги, во сослужение со дело свештениците на Струшкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кое се одржа во црковниот двор на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител, во чест на осветувањето и поставувањето на новиот крст на Мислешевскиот соборен храм Свети Јован Крстител, предлагам да проследите поголем дел од утринското богослужение со кое чиноначествуваше парохискиот свештеник од Струшкото црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на осветувањето и поставувањето на новиот крст на Мислешевската црква Свети Јован Крстител во продолжение на оваа репортажа. За честното презбитерство Христа дјаконството, за сиот мир и за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестниот православен народ наш и за Христолюбивото воинство, да се помолиме на Господа. Секако непријатели противни, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За ова село, за ова населба, за ова парохија, за секој град земја, и за оние кои со вера живеат во нив, да се помолиме на Господа. Господи, сам благопријатен воздух, за изобилие на земни плодови и за мирни времења да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За оние што пловат, патуваат, полетуваат, страдат, за заробените и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Сам да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Заштити, спаси, помилуј и запази Боже со Твојата благодат. Господи, помилуј. Пресветата, пречиста, предословена, славна Дорица наша Богородица и Преснодева Марија. Откако ја спомнам на сите свети,
самите себе, еден друг и сиот на живот, на Христа Бога, да го предадеме. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Господи, Господи,
Твоему покланяем, еся владыко, и святое воскресение Твое славим. И пак помир да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Да се не ослободи од смртните страдања и воскресна во третиот ден, правејќи пак на секоја кон воскресението од мртвите, веќе не беше можно да биде задржан во распадливоста. Началникот на животот, кој стана почеток на умрените, првороден од мртвите, за да биде самиот се во се, првенствувајќи кога се вознесе на небесата, седна одесно на Твоето величествие во висините и ќе дојде секој да му биде да му се причествува здраве, спасение и живот. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот запис од поставувањето на новиот крст на Соборната црква Свети Јован Крстител, предлагам да го проследите богослужението со кое чино начествуваше неговото високо преподобие митрополитот на Дебршко-Кичевската епархија, господин Георги, во сослужение со дел свештениците на Стручкото црковно наместништво заедно со соборскиот народ, кое се одржа во црковниот двор на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител во чест на осветувањето на новиот крст на Мислешевската црква во продолжение на оваа репортажа. Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Спаси, Господи, љуби Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православним христијаном нашим, на сопротивнија даруја и Твое сохрањаја крстом Твоим жителство. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Христе Боже, Твој доброволно си се издигнал на крстот, подари ги своите добрини на Твојот нов народ. Од Твојата сила зарадувај го благоверниот и христолюбив православен народ наш, давајќи му победа на противниците, ако има Твоето оружје на мирот, како непобедлива, а победа. И секогаш и во вечни векови. Амин. Си воспеана Богородице, како страшна и сигурна застапница, не презирајќи благодат на нашите молитви, утврди го православното жителство. Господи, Седржителу Боже на нашите татковци, Ти кој преку Мојсевиот жезол и преку дрвото во пустината, на кој си наредил да се стави бакарната змија која ги избавува луѓето од каснувањето на змиите, си го прообразил честниот и животворен крст на Твојот Син, возлюбен Господ наш Исус Христос, со кој се уништи силата на ѓаволот и си оживотвори човечкиот род, каснат и умртвен од онаа стара прва змија,
припаѓајќи смирено кон Твоето неизмерно човеколюбие. Ти се молиме и те проколнуваме, испрати го сега Твојот небесен благослов и благослови го овој крстен знак и дај му сила и крепост на ова благословено дрво, потопено со крвта на Твојот Син, да му биде на овој храм подигнат во Твое име моќна заштита, силна тврдина, постојано избавување од секоја зла напаст и благолепие и украс, и страшно и ужасно знамение за видливите и невидливите непријатели. А сите оние кои доаѓаат во овој храм со вера и гледаат на него и се поклонуваат на распнатиот на крстот Твој Син, благослови ги и откако ти ги оградиш со крстната сила, чувај ги секогаш неповредени од секакво зло. Зашто крстот е красота на црквата, моќ на царевите, тврдина на верните, пофалба Павлова, помор за демоните. О Господи Боже наш, сите оние кои гледаат на ова Твое знамение и се сеќаваат на спасоносната смрт на Твојот Син, Господ наш Исус Христос, и Тебе усрдно Ти се молат, милостиво услиши ги да човеколюбиво помилуј ги, дарува им здравие и долг живот, удостој ги за Твоето царство, по благодат и милосрдието и човеколюбието на Твојот единороден Син, со кого си благословен со пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Се благословува и осветува овој крстен знак со благодата на пресветиот Дух, преку поросувањето со оваа осветена вода, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се благословува и осветува овој крстен знак со благодата на пресветиот Дух, преку поросувањето со оваа осветена вода, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се благословува и се осветува овој крстен знак со благодата на пресветиот Дух, преку поросувањето со оваа осветена вода, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амен. Христе Боже, кој доброволно си се издигнал на крстот, отари ги Твоите добрини на Твојот нов народ. Со Твојата сила зарадувај го благоверниот и христолюбив православен народ наш, давајќи му победа на противниците, да го има Твоето оружје на мирот, како непобедлива победа. Високо преосвещенейши владико свјати благослови. Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскресна од мртвите по молитвите на својата пречиста мајка и на сите свети, да не помилува и спаси како добар и човеколюбен. Молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. По молитвите на светиот владика наш, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. Нека е честито осветувањето на Светиот Крст, кој Бог промисли во оваа недела која што е посветена на крстот, крстопоклоната недела, да биде и ден кога ќе се забележи уште еден значен прилог во вашето дело во украсувањето на овој свет храм. За Светиот Крст слушнавме во молитвата што ја бевме прочитале, за силата на крстот, за значењето на крстот, а и крстот кој што ќе стои високо, ќе се гледа, ама и на камбаната од каде што ќе се слуша и постојано ќе бидете повикувани на молитва. Тоа значи почесто да бидеме в црква, почесто да бидеме во храмовите, да ги градиме храмовите, ама да направиме и да го градиме храмот што е во нас, да биде достојно престојалиште на Господа. Да сте ми живи и здрави, нека и на многу години денот честит нека е и да се множат ваквите убави денови. Почитувани мои, предлагам да го проследите документарниот запис
од поставувањето на новиот крст на Мислешевската соборна црква Свети Јован Крстител во продолжение на оваа репортажа. Од народ за народ. Ти си првиот меѓу еднаквите овдека. Така е. Пак, ајде една порака до сите наши селеници во светот, ако ништо појќе барем веднашка, си дојдат во Македонија, во Мислешево. Ова порака е по трет пат, четврти си ме пушам. Нека повелет, нека не посетат појќе пати годишно. Нека дојдет овде, нека инвестират, нека си се вратат во стара мајчица Македонија. Да ја изградиме, зашто светот се менвит. Ќе треба да и чекаме овде нашите нашинци да дојдат. Поздравувам сите Господа волја, што може да ни поможе малку појќе да се доградиме и да се изградиме црква. Дека е денов за новогодини и дека ни е здрава жива Македонија. Utvrdi